Во денешно време, голем дел од младите активно застануваат во одбрана на своите права преку онлайн кампањите кои најчесто се случуваат преку социјалните мрежи. Поради големата застапеност на овие кампањи, тука сме за да ги согледаме нивните позитивни и негативни ефекти. Во продолжение ќе ги слушнеме маните, презентирани од Стефан Алексик, а потоа и бенефициите за кои ќе ни зборува Христина Шекерова. Интернетот како најопсежен медиум многу брзо ги споделува информациите. Имаме многу голема негова достапност, значи многу голем дел од луѓето користат интернет, а исто така е многу ефтина алатка. Оно е самиот пример со калите, пачките помеѓу комити и не знам навијачката група балисти или кога, не знам. Значи тоа е еден типичен пример каде што да точно интернет дава мокта на организирање на обичаен човек, али исто така им дава и на најрадикалните групи што увек се поактивни и победни. Брзото ширење на информациите е многу клучно за споделување на некоја идеја, многу клучно за споделување на некои активистички дејства, односно регрутирање на поддршка и собирање на истомисленици. Гледате го самиот YouTube, како колку коментари има таму и каде што секој може да збори најгрдите работи што сака да каже, а особено тие групи се најгласни, почуваат пополека да го превземат. Главно мислам дека интернетот на почетокот ни даде слобода, али пополека почуваат да не ограничуваат сите луѓе и тоа е еден голем проблем што и се случува на сите што користат интернет за промоција на идеја. На крајот на денот, ваше е да одлучите дали ќе искористите онлайн кампањата како активистичка алатка. Доколку го правите тоа, паметно употребете ги придобивките, но внимавајте на последиците.